Локалната самоуправа на Кочани не бега од својот дел на одговорноста околу одржувањето на хигиената на јавниот простор, посебно за локациите за кои има и законска обврска. Токму просторот на градскиот пазар е едно од местата за чие одржување со години има реакции од граѓаните, поради што време е конечно да се преземат активности на терен. Ова, меѓу другото, беше речено при денешната обиколка на крајот од пазарниот ден, што ја направи градоначалникот Илиев во придружба на општинскиот комунален инспектор и директорот на комуналното предпријатие Водовод. Повод за посетата е токму информацијата на Канал 8, во која граѓаните реагираа за запуштеноста на деловните објекти на мостот кај пазарот. Се работи за приватен објект. За жал, собственикот веќе го изгубил правото на собственост и не можевме да утврдиме точно за чија собственост се работи. И едноставно ништо друго не ни преостанува, како и минатиот пат, што направивме акција за чистење на хотелот Центар, да и ова површина ја изчистиме, се со цел да на граѓаните и покажеме дека нашата задача ќе си ја исполниме онака како што треба. Дека сме идеални не, меѓутоа навистина бараме одговорност и од собствениците, а исто така ги замолуваме и граѓаните да внимаваат каде и што остават, се со цел да нашиот град биде пристојно место за живење и да нема вакви грди слики како што гледаме денеска. Иако Водовод нема законска обврска да чисти и одржува приватни објекти, беше речено дека предпријатието на свој трошок ќе се ангажира за подобрување на состојбата токму на објектите на мостот кај пазарот. Ова значи конкретно не е лична наша обврска, меѓутоа се со цел да ја подобриме хигиената во градот, ние ќе се потрудиме и овој проблем да го надминеме, како претходно што го чистивме и објектот стариот хотел Турист или Центар, значи и овој пат ќе направиме наш исчекор во тој дел, ќе го чистиме и овој објект комплетно. Купиштата отпадоци и нехигиената што останува во централното градско подрачје по завршувањето на пазарот е причина во општината да се размислува и за поинакви решенија. Се поставува едно големо прашање дали навистина местото на пазарот му е овде и мислам дека ова тема е повеќе од зрела да размислуваме и да бараме решение за дислокација, односно за друго решение каде што граѓаните ќе можат да ги остварат сите своји права, меѓутоа централното градско подрачје како за хигиената, така и за другиот дел каде што сообраќајот и целокупното движење во овој дел на градот во денови на пазар навистина е оневозможено и граѓаните се обесправени во овој дел, не може да се ги извршуваат своите секојдневни задачи. Градоначалникот Илиев рече дека ќе мора брзо да се бара решение за дислокација на пазарот, за да се промени сегашната состојба во централното подрачје на градот. Уште пред 10 години, како варијанти се споменуваа локацијата каде што се одржува Панагерот или пак во близина на градскиот базен. Но за тоа би требало да се направат стручни елаборати и да се организираат трибини со граѓаните.